Летниот период е исклучително ризичен поради убоди од инсекти, предупредуваат лекарите. Компликациите по ваквите убоди се почести кај децата, а најдобра заштита е превенцијата. Освен од комарци, се поголем е бројот на убоди од крлежи за кои пациентот треба веднаш да се јави на лекар, советуваат дерматолозите. За третманот при убод од инсекти, но и како да ги заштитиме бемките и другите кожни израстоци од високиот УВ индекс, од изјавата на доктор Лилјана Пандиловска, началник на одделот за кожни болести во Општа болница Куманово. Се поголем е бројот на пациенти кои што доаѓаат со таа проблематика, со убоди од инсекти. Многу често веќе земале терапија, антиалергиска терапија, веќе примаат антихистаминици, меѓутоа немаат подобрување. Во принцип, најдобро е да се превенира. Значи, во аптеките постојат алки кои што имаат одредена заштита, имаат специфичен мирис, така да е практично дечињата во период кога има поголем број на комарци, на инсекти надвор, кога сме поразголени, да носат тој тип на заштита, затоа што секако превенцијата е подобра, затоа што лекувањето сака време. Колку повеќе самата промена се чешка, односно имаат прорит, знаат да направат ранички, знаат секундарни инфекции да направат, така да од едно поминуваме кон друго, затоа превенцијата е најдобра. Од кои инсекти најмногу комарци. Сега зголемен бројот и на убоди од крлежи. Секако дека тука треба веднаш да се јават на лекар, да се примени соодветна и ата заштита доколку е потребно да се извади навремено и доколку е потребно да се спроведе системска терапија. Ладни облоги, локален антихистаминик, првите во IgM фазата е во ред да се нанесува локален антихистаминик. Веќе после, зависно од типот на убодот, IgM фазата трае обично 24 до 72 часа. Потоа, доколку е потребно, се аплицираат локални кортикостероиди, понекогаш во комбинација со антибиотска терапија, доколку веќе имаме раничка на тоа место. Антихистаминик перорален, доколку детето ептан е вознемирено, има проблеми со спиењето поради тој приорит. Во превенција да не развиеме секундарни инфекции, колку може да помогне, се дава и системска антихистаминска терапија, односно перорална. Она што најмногу ги плаши пациентите и со право, тоа е пигментните промени, бемките, треба да бидат заштитени преку целата година, особено во летниот период. Препораките што се за сите други делови на телото, нанесување на фотопротективни креми на секои 2 часа, особено се однесува на пациенти кои што имаат пигментни промени, младечки, лентигенозни промени по телото, затоа што само на тој начин можеме да си помогнеме за да не еволуира самата промена во нешто што не сакаме.